Вечното почивалиште на полковник Константин Карвалиев, кој што посмртно е промовиран воен генерал на бугарската армија. Бил ранет во регионот на Дојран во Втората Балканска војна за време на борбите во јуни 1913 година. Починал на 23 јуни 1913 година. Оригиналниот споменик стоел на истото место до почетокот на 1966 година. Сега е возобновен овој споменик на иницијатива на премиерот Бојко Борисов. Премиерот Борисов при последната средба со мене, крајот на 2018 година во Софија, го отвори ова прашање, кое што еве денеска добива своја реализација. Почитта за културното и историското наследство на нашите држави е директна обврска од договорот за пријателство. Тоа е израз на нашето пријателство и блискост. Ги негуваме и унапредуваме нашите билатерални односи. Не робуваме на стереотипите, туку градиме искрен и отворен пријателски однос. Ги славиме и почитуваме нашите особености и ја прифаќаме и чествуваме историјата која ни е споделена. Со возобновувањето на споменик, општина Дојран добива уште една точка од историско значење, што сигурно ќе привлече туристи и туристичко внимание на голем дел од населението од Бугарија и од целиот Балкански полуостров. Со тоа добиваме уште едно одбележје од богатата и слоевита историја на Балканот, која треба да ја почитуваме, а секако на која не треба да ја робуваме. Треба да градиме еден нов Балкан, кој нема да биде синоним за војни и конфликти, туку за пријателство, мир, стабилност, просперитет и економски развој. Секоја наша средба, дали е помеѓу мене и премиерот Борисов, дали е помеѓу заменик председателот на владата, министар за надворешни работи Екатерина Захариева и Димитров, дали се помеѓу нашите министри, помеѓу нашите пратеници, евродепутати, пратеници од двата парламента, секогаш само го јакнеме пријателството, добрососедството и соработката. Ние сме мотивација, се надевам и за бизнисмените, и за културните работници, и за младите луѓе да соработуваат уште повеќе. Секој наш чекор, а дури и денешниот чекор, да ја почитуваме историјата на Република Бугарија, кога за време на Балканската војна 1913 геројски загинува полковник Карвалиев, бранејќи пред се цивилно население и чувајќи го грбот на својата војска, ја испрака пораката на пркосот за слобода и социјални права. Овде на Балканите. Ова е дел од нашата заедничка историја, на која што треба да се гордееме, но еве денеска е мост на јакнење на нашето големо пријателство. Испраќаме порака и до граѓаните на Бугарија, но и до граѓаните на Грција, на Србија, на Албанија, на Босна, на Хрватска, на Словенија. Да меѓу другите убави работи го посетат и овој споменик, да потрошат и некоја пара овде во Дојран, туристичко убаво место, да градат меѓу себе пријателство. Дума да потрошат пари. Да градат пријателство меѓу себе, заради тоа што на крајот тоа се европски вредности. Ние рековме дека ќе градиме еден нов Балкан, еден европски Балкан, во кој што ќе има просперитет, во кој што ќе има економски развој, во кој што ќе има братство, пријателство, заради тоа што тоа им го должиме на младите и на децата кои што доаѓаат после нас. Ви благодарам на сите. Колеги, ви Ние благодариме, че многу жега, нали?